Јован Крстител бил надалеку познат со своите проповеди. Тој всушност ги подготвувал луѓето за доаѓањето на Синот Божји и Спасителот. На брегот од реката Јордан ги крштевал оние луѓе кои се покајувале за своите гревови. Еден ден, во првата година од Исусовото јавно проповедање, дојде и тој да биде покрстен од Јован. Христос заедно со масата народ чекорел кон реката Јордан. Тој по ништо не е забележлив сред народот, ниту пак некој обрнувал внимание на него. Тој што го познал беше единствен. Тоа беше Јован. Тогаш милозливо рекол: еве го јагнето Божјо. Јован го препознава посилниот од себе. Христос побарал да биде крштен како и сите други луѓе. Штом се крстил, Исус веднаш излегол од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји како слегува како гулаб и се спушта над него. Глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син, кој е по моја волја. Оттогаш Христовото крштавање се нарекува Богојавление. Господу и призивајте име Негово свето. Господи, јавися нам, благословен Него имја Господне. Сите народи окружише у имену Господнjem запеваше. Со фрлањето на крстот се осветува водата. Тоа се прави на денот кога Исус Христос бил покрстен од свети Јован Крстител. На собраниот народ или се мие со водата, или ги полни понесените шишиња со осветената вода, за со неа да ги полие другите од семејството, деловите од имотот и други предмети. Од тие што скокаат во водата, најсреќен е тој што ќе го фати светиот крст. Добива награда, ја испева тропарот за крштенијето Христово во Јордан. Срекникот со својата тајфа потоа оди по куќите и собира пари и разни подароци. О нас Христа Бога моли, даровати душам нашим велију милост. Традицијата за фрлање на крстот во битола е стара колку што е стара и приказната за битола. Наша цел во оваа прилика не е да навлегуваме далеку во годините на нас, туку да се подсетиме на моменти од поновото време, кои ќе не подсетат на одбележувањето на водици во битола. Првиот снимател на Балканот Манајки оставил некоја фотографија од тоа време на турското владење со овие простори за фрлањето на крстот на православниот празник водици. Тогаш тоа повеќе се правело во вирови на реки и на разни други места. Но свежи се сеќавањата за тоа како водици се славело во битола за време на така наречениот српски период. Сеќавања за тоа како и каде бил фрлан крстот во битола и што се случувало при тоа, регистриравме и од денеска еден од најстарите битолчани, 94 годишниот Митко Вељановски. Крстчето кога ќе паднеше од Регоро, кога се фрлаше крстот, се фрлаше во крстот и го фаќаше таќи Сурла. Како беше, чеше само тој го фаќаше. Таќи Сурла имаше еден на овој соседниот што се Мендо се викаше,
син му се умри, татко му е повргнал тој. Се фрлаше крсто после и по црквите, ама во мали базенчина, тие дечина ќе пат. А овде кој се фрлаше по една недела се опремаше, се копаше. И, Степано Гајдаджијата цела недела свираше пред дивизијата, тука се фрлаше кај тоа дрвеното мувше, таму се фрлаше крсто. Цела недела се копаше, се правеше вир голем, да се загради, за да се собери вода и после имаше еден тане одбер, па го красеше тој со оние неш курдели од книги, тој тане се викаше. На Чире Еминчето и на Гоце, татко умеше. Сеќе ваму набер на не знам точно која улици. Тоа стано имаше. Кога прв пат се сеќавате дека така водици беше организирано на Драгоро со фрлањето на крстот? На колку години бевте вие? Кога памтите така почетоците како? Па јас га памтам уште кога дете кодев уште кога се правеше гимназијата. Јас 30 година се правеше банката. Од тогаш памтам, од 30 година. Јас сум роден 19 година. Сега сум 94 години. Од завршувањето на Првата светска војна, кога со нашите простори за господари кралството Југославија, немало никакви проблеми водици да се слави со сите почести. Црквата тогаш била мощне блиска со власта и на одбележувањето на водици биле присутни и војници и свештени лица, и високи офицери и значајни државни службеници, и богати и сиромашни. Тогаш во Битола најчесто светиот празник водици кој го најавува доаѓањето на Бога се славил масовно, а крстот се фрлал во реката Драгор. Речиси исто, водици се одбележувал и во времето на окупацијата. Бугарските власти на празникот водици му придавале големо значење. И сега како порано крстот се фрлал во вирови, особено во средината на реката Драгор, откако претходно се разбира се правеле брани за да се задржи поголема количина вода. Постарите битолчани велат дека при фрлањето на крстот и во српско и во времето на окупацијата цел одред војници фрлањето и фаќањето на крстот го одбележувал со плутони од едногласни истрели. Свирела воена музика, а потоа во општата веселба што се случувала низ градот учествувале бројни битолски музички групи. Кога заврши војната и кога Македонија се најде во новосоздадената југословенска заедница, празникот водици слободно и без пречки се прославувал два пати, 45-та и 46-та година. Некои велат дека тоа не било така, но познатиот битолски педагог и денеска прв човек на детското ликовно студио Кирил и Методи, Коста Хаджи Антоновски, токму за тоа добил и опклада. Се сеќавам многу добро и за време на ослободувањето на Битола 4 ноември, кога на 14 се одржа митинг во Битола, се направи специјална бина и тоа побуди кај мене голем интерес, која се собра голем број на луѓе. Меѓутоа, таму некаде јануари месец, 15 денеска сме нејатка, голем празник, а утре фрлањето на крстот, ние како деца поминуваме низ мостот, Драгорот, и приметивме дека нешто се прави некој базенче. И он ме река, по старите, вика, тука ке се фрла крстот, вика.
да, вика, ќе се фрли тука крстот, вика, а таа бина што беше поставена во месецот ноември пред домот, пред Народниот театар, ќе биде поставена позади пред пожарната во Битола, а базенот ќе биде поставен тука кај мостот. Ова е многу интересантно за мене како дете. То го знаев дека ќе се фрли крстот, меѓутоа во раните утенски часови, како што живеев на главната улица, на улица тогаш се викаше Цар Борис, и слушав музика, војна музика, издегоне одма со татко ми, со мајка ми, со брат ми. Видам дека како поминува музиката со еден вод, со пушки, и се упатија право кон главната улица, и ние одма трчане позади нив, и од школото Гоце Долчев се свртија према црквата, и тогаш се сеќам многу добро, беа два големи попови, поп Танас и поп Васил, а поп Васил беше постариот, повозрастниот, кој што може тој имаше привилегија, тогаш се двумија кој да го фрли тој крст. И пана одлука да поп Васил го фрли крстот од мостот према тој базен што беше направен. Беше студено време, низ главната улица имаше полно назаредци кои што ние ги кршевне, ги лижевне како стадоледи, и многу народ се насобра околу тој базен, околу самата река Драгор, и беше фрлен крстот, и тие момци што го добија почна да ги шетат тие улици, тука во близината, за крстот го носат во куќи и го става подароци. Сега, после тоа фрлање, се сеќам и 46-та година, тоа е навистина за обележување, по втор пат јас како се сеќавам, и тоа беше прво фрлање, после ослободувањето од 46-та година, пред дивизијата се направи брана, каде што се фрли тука крстот, имаше доста народ. Тоа беше првото последно фрлање на крстот за што ќе викаат и србите бебери со први ѓоди, ќе добиеш доста податоци. Влегувам натре, за водици, бев повозрастен се разбира, а и за многу години, имаме денеска е голем ден, и вика шо е кој голем ден? А ми се фрли крстот, мулам јас. И се фрли крстот, мулам ми, оно после мостовдување 45 година. Не е истина, вика, не се фрли тогаш крстот. Ма ако сакаш, може да се обкладиме, јас ке стам, да речеме 100 динари, јас ке стам 1000 динари, ти стави 100 динари. Ке видиш дека навистина фрне крстот со војска, со музика, со и сите тие работи, со палби. И дојде еден човек, знаете, не сакам да го спомнам името, но вика, Благој, во право е кој човека што ти кажува дека крстот се фрли на денот на Водици, 45-та година за време после ослободувањето. Тој ден е за мене навистина многу важен и се сеќам на доста детали после и понатаму како продолжуваат другите адети, другите обичаи. Значи, јас како дете од Корзо, може да речем слободно азијско дете, кој што и аз битолчанец,
ги знам сите тие адети обичаи кои што се случуваат за време на Коледа и Великден и така натака. Тоа е моето сеќавање за Водици. Како секаде, така и тука, по 1946 година морало да се почитува наредбата за забрана за јавно фрлање на крстот. Но овој светол празник сепак се одбележувал во црквите. Тоа беше период кога речиси во сите цркви во Битола, Свети Димитрија, Богородица, Света Недела и во најголемиот број цркви во селските населби се изградени базени. Не беше исто како што тоа се случувало на реката Драгор, но сепак празникот се одбележуваше и тоа со масовно присуство на верниците. Каде што имаше базени и таму каде што такви беа изградени, а во случај на студена зима, како што обично знае Битола да ја има, свеченостите по повод одбележувањето на Водици, односно Богојавение, се одвиваше во самите цркви или други затворени простори. Крстот тогаш се фрлал во голем. Во 1990 година, со големо инсистирање на охридскиот владика Тимотеј и со поддршка на архиепископот господин Гаврил, на собор во манастирот Калишта, во договор со властите се донесе одлука за непречено одбележување на Водици. Во оваа година со цел сјај се возврати празнувањето на денот на крштевањето на Спасителот на светот Исус Христос во реката Јордан од страна на пророкот Свети Јован. По осамостојувањето на Македонија, традицијата за фрлање на крстот повторно се врати на реката Драгор. Тоа прв пат по долга пауза се направи веднаш по осамостојувањето на републиката, кога наспроти денешното музичко училиште беше изграден вир. Времето беше крајно студено, Драгорот замрзнат и откако се искрши мразот, владиката Петар го фрли крстот во вирот. Како што реков ми, кога беше студено, народ имаше како во кошница, а Радио Битола го направи првиот директен радио пренос и од една ваква манифестација. Разлика од порано, односно пред 20 години, во оваа река можеше да се најдат од расипани фрижидери и шпорети до јоргани и кебиња. Не беше чисто и сигурно за фрлачите безбедно да ја побараа среќата при фрлањето на крстот. Се бара други мегдани. Во годините наназад, крстот се фрлаше во Олимпискиот базен по Тумбекафе и во базенот на Стрежово кај Довличик.
Кај Довледжик можеше да се собере повеќе народ, но овој мегдан бргу се напушти, иако на мислење сме дека Битола во отсуство на други решенија, можеби е најдобро фрлањето на крстот да Откако мина таа желба, фрлањето на крстот пак се врати во црквите. Битола се определи тоа да се случува во базенот на црквата Свети Димитрија. Така беше во минатото, така беше и оваа година. А тоа да ни биде, Господи, за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување и Тебе Ти вознесуваме слава. Родителе, помазане, преславаше Тебе, од лjude народности, Јас сум Никола Свенчев, ова ми е трета година како скокам и имав по трет пат да го фатам Светиот крст. Фалам на Бога што ми подари милоста да стигнам до Светиот крст. Оваа прилика ја користам да честитам водици на сите наши граѓани. Денеска е многу важен ден, значаен ден. Значи, денеска е спојувањето на човекот и Богот. Фаќањето на крстот значи една силна вера, надеж, љубов, дека човекот треба да ги почитува сите на вистина вистински вредности. Мислам дека овие млади, храбри, достоинствени луѓе, кои што се и големи верници, на вистина придонесуваат и кај останатите, како личен пример, да покажат дека верувањето во Бог е многу голема работа. Во реката Јордан и затоа ние како традиција секоја година го прославуваме овој ден да ни е на помош. Општината оваа година одвои 15 телевизори кај што ги доделуваме на нашите кои го фаќаат крстот. По 15 места, на толку места се фрла крстот во општина Новац. Како и секоја година, така и оваа година ќе продолжиме оваа традиција. Само да напомнам, јас посебно ме радува што посветоноста на црквата е многу голема, а во нив има и многу млади луѓе. Го фаќам крстот и чувството не може да се опише, само тој што ќе го фати може да го каже чувството. Мене ми е драго да учествувам вака и да донирам, бидејќи е храброст вакви млади деца да влезат на ова време ладно.
Откако прошетавме накусо низ времињата и видовме како во Битола се слави Водици, ќе завршиме со желбата да се оди во потрага на барање Мегдан, каде што Богојавление ќе се слави многу помасовно. Може би има решение, но сепак за сега повторно ќе кажеме дека базенот кај Довлеџик е најдобро. Нема да биде како во Охрид, на пример, но ќе биде многу помасовно, зашто таму токму за тоа има услови. Идејата треба само добро да се осмисли и обработи. Господи, јави се нам, благословен гради во имја Господње. Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime Njegovo sveto. Gospodi, javi se nam, blagosloven gradi vo imја Gospodње. Svi narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše. Gospodi, javi se nam, blagosloven gradi vo imја Gospodње. Pogled Gospoda i čudesno je u očima našim. Gospodi, javi se nam, blagosloven gradi vo imја Gospodње. Trpjeli, dobrostradali, podvig tvoji, mnogoobrazni, rani pretrpjeli si, i pokončilje svoje vjenec od Boga smučeničeski veliki vosprijemlješi, i zemlji kratki dostojno otvorjaješ i ся blažene, od nas Hrista Boga